Денеска православната црква ги празнува светиот свештеномаченик Антиноген епископ Севастиски и светата маченичка Јулија Девица. Светиот свештеномаченик Антиноген епископ Севастиски живеел во еден манастир близу до градот со своите 10 ученици. Во времето на Диоклецијан во Севастија дошол некој си Филомарх, жесток мачител на христијаните. И многумина христијани во градот ги затворил и ги убил. Кога го видел Антиногена и неговите ученици, му рекол на старецот да им принесе жртви на идолите, за да не погине како што погинали и другите христијани. Антиноген му одговорил: "О мачителу, оние кои ти ги именуваш погинати не се погинати, туку се на небото и ликуваат заедно со ангелите." Чувствителна била гледката кога една срна која милостивиот Антиноген со својата рака ја хранел. Притекнала кон него и видувајќи го во беда, солзи пролеала. И горските ѕверови имале повеќе сожалување кон мачениците Христови отколку незнабожците. По тешки мачења, при кои ангел Божи им ги ублажувал маките на мачениците. Сите биле обезглавени. Прво свештениците и соработниците на Антиногена, а потоа и самиот Антиноген и се преселиле во небесната татковина во 311 година. Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј. Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј. Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј. Господи, помилуј, Господи,
Светата маченичка Јулија Девица. Родуме од Картагена, од познат род. Кога персијанците ја покориле Картагена, многу народ бил однесен во робство. И светата Јулија била фатена и заробена. Паднала во рацете на некој трговец во Сирија. Тој трговец бил незнабожец. Кога ја видел Јулија дека е христијанка, тој ја советувал повеќе пати да се одрече од Христа и да постане едноверна со него. Но Јулија никако на тоа не се согласувала. Бидејќи таа била верна и доверлива во службата, трговецот ја оставил на мир и не изборувал повеќе за верата. Еднаш трговецот го натоварил бродот со стока, ја зел Јулија со себе и тргнал по морето во далечни краеви заради трговија. Кога дошле на Корзика, било некој незнабожечки празник. Трговецот се придружил на нечистото жртвопринесување, а Јулија останала во лагјата, плачејки што толку луѓе живеат во глупава заблуда и не ја познаваат вистината. Незнабожците дознале за неа, ја извлекле од лагјата, иако незиниот господар на тоа се противел и почнале страшно да ја мачат. И ги одсекле градите и ги фрлиле на еден камен, а потоа ја распнале на крст на кој светата Јулија го предала својот дух на Бога. Незината смрт им била соопштена преку ангел Божи на монасите на блискиот остров Маргарита или Горгона, и тие дошле и честно го погребале телото на маченичката. Многу чуда се пројавиле на гробот на светата Јулија низ вековите, а и таа самата на некои луѓе им се јавувала од оној свет. Честно пострадала во 4 век. По многу години верниците сакале да изградат нова црква на некое друго место во чест на светата Јулија, бидејќи старата црква била и мала и трошна. Собрале материјал, камен, тули, песок и друго што треба на новото место. Но ноќта спроти денот, кога требало да се постави камен темелник, сиот материјал со невидлива рака бил пренесен до старата црквичка. Во недоумица луѓето повторно го пренеле материјалот на новото место, но пак се случило истото. Материјалот се нашол на старото место покрај старата црква. Нокните стражари виделе некоја пресветла девојка како на бели волови го пренесува материјалот кон старата црква. Од ова сите разбрале дека светата Јулија не сака да и се гради црква на друго место, па ја урнале старата црква и на тоа исто место ја подигнале новата. Достойно est Јаково истину, блажити Тја Богородицу, присно блаженују и пренепорочнују и Матер Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления